Првин добар ден и благодарам на поканата што можам да се обратам пред граѓаните на Куманово. Па потик да бидам дел од независна листа е многу едноставен. Ви треба 10 минути да прошетате низ Куманово и да видите каква е состојбата. Имате тротоари, да пројдете една улица, треба да имате вештини како нинџа од Јапонија за да ја поминете. Да сте мајка со дете во Соколица, треба да имате поминато специјална обука на фоки на американската војска. Тоа е научна фантастика што треба се да направите за да живеете во Куманово. И кога ќе поминете низ градот тие 10 минути, ќе најдете 10.000 причини за да пробате да се борите и да промените нешто. Јас лично не познавам некој друг начин, освен кандидирање и да се кандидираме или да собравме подписи и направивме листа, не познавам друг начин да се бориме и да промениме состојбата во Куманово. Мене лично, ако ме мислам, ако лично зборувам за себе, мојот порив е безобразлукот и апатија која владее кај луѓето. Апатија дека луѓето, низ секојдневен разговор приметувам дека луѓето мислам дека ништо не може да се промени. Па еве, сега е шанса нешто да пробаме. Може би ние ќе успееме, може би нема да успееме. Но и да не успееме, ние ќе бидеме пример. Некој, може би Мими, Милош, Ивана, Зиска нема да успеат. Но ќе успеат Дејан, Бобан, Љубица, Беким, некој. Нас ни е најбитно да дадеме пример дека може поинаку и може да се бориме против ова. Од друга страна па безобразлукот на така наречени политички елити најповеќе ме испровоцира за да бидам дел од за да се борам во оваа политичка кампања. Замислите сега, тие ни нудат така наречени политички елити, ни велат дека може да кандидират и Магаре ќе победи. Сакаме да ги покажеме дека тоа не може така да се случи. Дека може да ни понудат било какво решение за нашите проблеми, а нашите проблеми се навистина огромни. Така дека тоа се причини поради кои се активирав и сакам да дадам допринос во политиката во Куманово. Може би е подобро да не зборувам за ова прашање, но кога веќе ме прашавте, ќе кажам дека за какви дискусии зборуваме. Кога најпродуктивна дискусија е затворете го прозорец, имаме промаја, или угасите ја клима, ме боли грбот. Не, апсолутно нема никаква дискусија. Совет е една гласачка машинерија која воопшто не размислува и не донесува мислам донесува одлуки само партија што ги кажу. Тоа е провизориум еден кој воопшто не личи на ништо. Апсолутно моје мислење дека е тоа катастрофа што се случи. Мене лично ми е и срамота да го гледам Советот. Се чувствувам непријатно. Сега мора да наведам и 2-3 примери кои се солидни, но ова останато е само оди таму да взимаат паушали и да бидат гласачка машинерија, ништо повеќе. Така дека на оваа прашање е сувишно и да зборувам и да го одзимам времето кое ми е дозволено на вашата телевизија. Сега, последните 4 години, па тоа е како прво ќе ги паметам по стотици помаранџасти ступчиња на Октомвриска револуција, кои личат како циркус Медрано. Ќе ја паметам по 4-5 кантичиња за ѓубре на плоштад. Ќе ја паметам по 7856 слики на социјални мрежи дека живееме во Париз, Лондон или во некој друг град. Па не знам, највеќе како паметам по градежен проект, ова катна гаража. Тоа е нешто слично како Бурдж Калифа во Дубај што имаме. Толку е грандиозен проект и не знам по што друго ќе ја паметам. Најдобро да ја заборавиме оваа 4-годишна владење овде е најдобро да го заборавиме. Многу подобро да не се сеќаваме.
Пошто на што друго ќе се сеќаваме, имаме прљави улици, смет каде и да поминеме, улици не може да пројдеме. Не знам, стварно не знам, најдобро е да ја заборавиме, да не се воопшто сеќаваме на овие 4 години кои ги имаме поминато во Куманово. Па најтрагично е дека треба елементарните проекти да се... Ние имаме проблем со чистота и зеленило. Тоа што го наведов, сите кумановци и кумановки имаат проблем со смет по улици, со полни контейнери. Тоа е срамота и воопшто не треба... Мислам, срамота е воопшто да размислуваме во 21 век. Пред 2000 години римјани, кога доаѓале и правеле градови, прво средувале, правеле аквадукти и доведувале вода и го изнесувале сметот од ова. И функционирало, безпрекорно функционирало. Денеска да имаме такви проблеми, тоа навистина не ми е јасно. Кои проекти? Па мора да се реши да имаме тротоари без автомобили, да може луѓето да поминуваат слободно. Мора да го намалиме сообраќајниот метеж. Мора да чистота и зеленило, тоа подхитно мора да се реши. Имаме милион проблеми и најголем проблем е што луѓето кои ја водат општината и одлучуваат за нашите судбини во Куманово имаат еден голем проблем, бидејќи никако не сакат да прифатат најодржливи решенија. Знаете како е кога сте суетен човек, имате прочитано 2 книги во животот, дојдете на функција и мислите дека се знаете. Не би има многу попаметни луѓе кои веќе нашле решенија, само е потребно да ги пронајдете. Тоа исто како примерот со екс-градоначалник Зоран Дамјановски, кога седи со 10 пилоти од ЈНА и ги објаснува како работи авион, што е потисок, притисок и ова. Па тоа е цела филозофија овде. Треба луѓе да дојдат кои ќе немаат суета и кои ќе знаат да прашат луѓе кои може да ја завршат работата. Ништо повеќе. Имаме многу едноставни решенија кои воопшто не коштаат многу пари и само треба да се имплементираат. Треба само да ја чуеме струка и луѓе или да видиме примери од другите места како се тие решени. Ништо повеќе не треба во овој град. Па нашите, видите, ние како советничка група нема да имаме некои големи ингеренции, но може како советници во Советот да предлагаме предлози. Може да предложиме, не да може, него сигурно ќе предложиме многу предлози. Како прво, ќе предложиме овој пример сега кој го наведов, за тротоари. Па доволно е да видиме само во Рим како е решен проблем со тротоарите, да видиме во Истанбул, во Сол. Па тоа е многу наједноставно решение. Треба само и вичњакот на тротоарот да го подигнете за 10 сантиметри. И потоа, кој може да се паркира повеќе? Не треба ни казни, ни ништо. Треба да дојде со трактор некој, па да успее да се паркира на тротоарот. За 1 месец може да се реши тој проблем. Второ, сообраќајниот метеж може да се со укинување на 7-8 паркинг места, кога одите од улица Гоце Делчев према Линденска, само е доволно лево да може да биде двосмер на 20 метри и ќе имате растеретување на сообраќајен метеж во центар на градот. Ние од едно сокаче Толи Зордомис, кој води до училиштето Браќа Миладиновци и Крстен Цирков, направивме булевар во Куманово. Тоа сокаче е срцевината на сообраќајот во Куманово, па тоа е срамота што го имат направено. А доволно е само да го растеретите со укинување на 7-8 паркинг места. Тоа како прво и тоа и ќе се залагаме прв предлог како решение за чистота и зеленило е приватизација, да биде или јавно-приватно партнерство или да биде приватизирано на... Видите, во Куманово има луѓе кои работат во странство, имат работено во Афганистан, Ирак. Па тие пари може да ги вложат, тие да бидат акционери во јавно предпријатие. А сега работат партиски ботови, раководат и никако, поради лични интереси, партиски интереси, поради било што, тоа предпријатие не функционира. Можете да доведете менаџер од JP Morgan, нема ништо да направи.
Значи не е до луѓе, не е него до системот кој мора да се менува. Едноставно такви промени мора да настават во Куманово. Дали тоа ние ќе успееме, ние ќе се потрудиме тоа да го направиме. Дали ќе успееме, тоа зависи од граѓаните колку ќе ни поклонат довербата на овие избори. Па видите, по дефиниција ќе придонесе. И јас се надевам дека многу луѓе од независни листи ќе влезат, ама пак зборувам, тоа е по дефиниција. По дефиниција и демократија е преубав систем на владење, но гледаме дека во реалноста тоа не се случува, тоа е сосема поинаква работа. Тука се лични интерес, испреплетени се илјадници работи. Јас се надевам дека луѓето од независни листи или сите кои ќе бидат активни во Советот, барем еднаш за овие 30 години, ќе имаат храброст и ќе бидат луѓе со достоинство, кои нема да се продадат за функција, за било што да донесуваат своји одлуки. Туку ќе мислат за иднината на своите деца. Јас лично не сакам моите деца да ги гледам преку Skype за 20 години. Сакам да останат тука или ако отидат надвор, било што да се случи. Сакам да ова место биде пристојно место за живење. И се надевам дека сега новиот совет и луѓе, и се надевам дека многу луѓе ќе влезат од независните листи, дека ќе дадат свој максимум да го направиме Куманово поразлично место него досега што беше. Досега е апсолутно катастрофа. Па кога се работи за градоначелник на град Куманово, би сакал да потенцирам дека Фронт за урбано Куманово не поддржува ни еден кандидат за градоначелник. Кога е тоа во прашање, ние сакам јас лично да порачам дека да победи најдобриот, а да изгуби Оливер Илиевски. А кога се работи за совет, каде сме инволвирани и ние, би сакал да кажам дека, мислам дека Ајнштајн го тоа има кажано, дека кога работите една работа и добивате исти резултат, а очекувате поинакви резултати, тогаш нешто е многу погрешно со вас и имате многу голем проблем. А ние имаме 30 години повторување на исто гласање, исти луѓе и секогаш е ист резултат, дури не е секогаш е полош резултат кој го имаме секоја година. Така дека мислам дека треба да се гласа за промени, за било какви промени. Не знам дали луѓето ќе одлучат да гласат за нас или за некои други. Да ги повикувам во секој случај да гласат за промени. Моја порака е да гласат за Фронт за урбано Куманово и да заокружат број 42.